Представници од македонските заедници во Романија, Бугарија, Хрватска, Грција говореа за како што наведуваат своите премрежи за зачувување на вековното име. Солзите беа посилни од зборовите за ко-председателот на ОМО Илинден Пирин Стојан Георгиев, кого ОМД му ја врачи наградата за животно дело. Георгиев вели дека минал 2 пати по 4 години затвор во Бугарија, затоа што се декларирал како македонец. Тој за Гласот на Америка раскажува: тешко е да се биде македонец во Бугарија. Да кажеш дека си македонец е тешко. Од работа ќе те изгонат, плашат возрастните луѓе како мене, пенсионери, дека ќе им земат пензиите и така натаму. Бугарија е недемократична држава. Најголемиот непријател за Македонија според мене е Бугарија, не толкова Грција. Зошто Грција го негира минатото на Македонија, античноста, а Бугарија е денешнината. Тоа е многу жалко. Бугарските власти пак тврдат дека нема доволен број на македонци да се формира нивна партија. Парисис Насе, член на Виножито, вели дека декларирањето за македонец во Грција носи своји реперкусии. Како македонец во Грција се живее како македонец. А тоа значи дека или ќе бидеш покорен во грчката идеологија, значи да прифатиш асимилацијата, тогаш ти се отварат сите врати, сите можности за просперитет, и тебе, и твојата фамилија, и твоите деца. Или пак ќе бидеш македонец кој не сака така јавно да се покажи дека се покорува, дека станува грк, па седиш негде помеѓу средината, си го држиш идентитетот, а не се активираш баш во таа кауза, тогаш се наоѓаш некаде се движиш во маргините на општеството. Инаку грчките власти тврдат дека сите граѓани на земјата, како членка на Европската унија, ги уживаат за гарантираните слободи и човекови права. Дарко Ангелов, шеф на кабинетот на председателот Ѓорѓе Иванов, смета дека ваков вид на собери на иселениците ќе зацврсти позицијата, но и единството на Македонија. Значи, ова е голем исчекор во конкреирање на една координирана македонска диаспора, како активен лобиста на македонската внешна политика. И оваа конференција и обединета македонска диаспора како нов чинител, релативно нов чинител на северноамериканскиот континент, потврдува дека Македонија и македонците се способни да организираат една организација и настан кој што оди баш во таа насока за нудење на активен пристап на представување на македонските интереси преку нашите сојузници во странство. На конференцијата на обединетата македонска диаспора беа разменети мислења како да се интензивираат и координираат напорите на диаспората во соседните земји на Република Македонија за поголемо лобирање меѓу конгресмените и сенаторите, за да се чуе македонското име. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон.